почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, почитуван председателя, иако редот на нештата и праксата налага кога има интерпелација, заменикот председател да ја води седницата, затоа што аргументите ми се насочени против вас и би било во ред да ве гледам. Меѓутоа, наученивме ние на непринципиелности под оваа власт, така што преминувам веднаш на предметот на дискусија, без да ја докажувам неговата важност, затоа што во меѓувреме ние интерпелацијата ја темелевме на 7 основи, односно на 7 точки, вие сторивте уште 3-4 скандала, но за ова свадба на Косово, за пеењето шота на 2 август ќе оставиме да зборува можеби недокваканиот Мицкоски, кој што ја оцени оваа уставна интерпелација како глупава. Глупава, не глупава, ние планираме и да објавиме во некој правен часопис, како што беше она во Колумбија Юниверзити, кога ја објавија за председателката на Уставен суд, за да учениците, тоа студентите по право, учат како не треба. Првата точка, која сама по себе е доволна за гласање на оваа интерпелација, е повреда на начелото на секуларност. Многу важна и досега необработена, затоа што сме немале таква пракса. Вие за прв пат, без преседан, собранието го направивте центар на антисекуларни активности. Знаејќи го ВМРО-вскиот мајмунџила, кој чекував сега во ваша одбрана и апологија да речат дека можеби е дојдено времето како демохристијани и вие како приврзаници на таа прорелигиска струја, можеби во собраниево да имаме една соба за крштевки и за сунети, па така да биде мултикулти ова општество, тотално во ваш стил, десничарски. Првата повреда е на членот 19, председателя од Уставот од 1991 година, кој што вели дека Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница, Католичката црква, Евангелско-методистичката, Еврејската заедница и другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот. Ова одвоени од државата го акцентирам, затоа што токму тоа вие го прекршивте. Исто така, амандманот 7, кој е практично истиот, ова што го прочитав, од 2001 година. Впрочем, вие го прекршивте едно важно начело или доктрина на јавното право на секоја цивилизирана држава, а тоа е доктрината на лаичка држава, која вели дека религиските чувства се тоа, чувства, односно тоа се рес привата, тоа се длабоко интимни, длабоко лични работи и како што има плурализам на вери во овој практично и во целиот Балкан, па и во цела Европа и во целиот свет, ако сакате, освен онаму каде што има државни религии, така има и плурализам на невери, односно луѓето можат и да не припаѓаат на ниту една вера и затоа ние немаме официјална религија и затоа јас често знам да искоментирам и да isпротестирам тоа што тука ги каниме нашите верски поглавици со мантии, со одежди да ни доаѓаат, тоа е непоимливо во една секуларна држава. Значи, доктрината на лаичка држава е погазена. Второто што е погазено е судската пракса на Уставниот суд на Република Македонија. Ако се сеќавате, во време на Груевски, кога се обиде да воведе веронаука, тоа беше периодот 2009-2010 година, Уставниот суд за прв пат се произнесе по ова важно уставно начело и го воведе како опинио јурис, како едно правно мислење, принципот на републиканска неутралност, односно одвоеност на верските прашања и правото на човекот да не исповеда никаква конфесија и без никакво мешање од државата. Јас ги прибавив овие одлуки, еве како резонира нашиот Уставен суд. Практично ова е и извор на нашето право. Вели слободата на вероисповеста нужно во себе ги содржи принципите дека секој има слобода, без влијание од никого и без никакво инволвирање на државата, а вие сте репрезент на државата, да го определи своето верско уверување, да прифати или да не прифати одредена вера или да прифати друга вера, да ја промени претходната, воопшто да не прифати никаква вера, да ја исповеда или да не ја исповеда својата вера, да учествува или да не учествува во верски обреди. И сега многу битно, државата во тој контекст од своја страна, согласно принципот на одвоеност на верските прашања, мора да ја задржи својата неутралност и не смее да се меша во сензитивните религиски прашања,
да го поттикнува определувањето за определена вера или за верата воопшто, ниту пак да наметнува верски конформизам или да бара спроведување на верски активности како општествено пожелно поведение. Токму тоа вие го направивте. Баравте спроведување на верски активности во највисокиот законодавен дом во државата, што е противуставно. Третиот аргумент за повреда на секуларизмот е една битна одлука, тоест пресуда на Европскиот суд за човекови права при Советот на Европа во Страсбур, чија што юриспруденција и јудикатура исто така е извор на нашето домашно право. Тоа е пресудата Рафак против Турција од 2003 година. Нешто слично, каде што овој суд, судот во Страсбур, вели дека религиозниот фундаментализам и наметнувањето догматски вредности е антипод на демократијата во параграф 71 и е опасно за јавниот поредок во параграф 77. Можеби е од ваша страна е невидливо, меѓутоа од наша страна можеме и да резонираме дека вие направивте во ова мултиконфесионално општество и верска дискриминација, затоа што присутните во салата Борис Трајковски практично де факто ги принудивте да учествуваат во религиозен ритуал во кој што тие можеби и не сакале да учествуваат. Еве како резонира судот во Страсбур. Вели: државата мора да биде непристрасен гарант на практикување различни вери и убедувања, што представува еден од основните темели на демократијата, за да може да обезбеди мирна коегзистенција и толеранција меѓу луѓето со различни уверувања. Заштитата на лаицитетот е суштински принцип од кој зависи опстанокот на современите цивилизирани демократски европски општества, тоест лаицитетот го затвара исламот и другите вери исклучиво во сферата на приватната религиозна практика. Никој нема против. Вие кои се чувствувате како христијани да се практикувате обреди, вие кои се чувствувате како муслимани да се практикувате обреди, некој кој се чувствува како будист да се практикува обреди, меѓутоа, во јавна институција, согласно нашиот устав, согласно судската пракса на Уставниот суд, согласно юриспруденцијата на Страсбур, тоа е недопустливо. Понатаму што прекршивте? Се спуштаме едно ниво подолу, го прекршивте посебниот закон за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група, кој што како лекс специјалис е донесен во 2007 година и кој што стипулира дека религиозен култ се врши исклучиво во верски објект, а такво собранието не е. Членот 4 и членот 18 велат вака: богослужба, молитва и други манифестации на верата во верски објект може да организира и да врши верски службеник од црква, верска заедница и религиозна група или со нивна дозвола. Невладините организации се по друг закон и тие не се никакви верски заедници. Религиозниот култ, продолжува законот, се врши во верски објекти, како храм, џамија, молитвен дом, синагога, на гробишта или во други простории на црква, верска заедница или религиозна група. Такво собранието не е. Верското убедување не го ослободува граѓанинот од обврската што како граѓанин ја има спрема Уставот, законите и другите прописи. Од тука и вие како претседател сте обврзани со секуларните закони на државата. И последно, и можеби до сега непроблематизирано, е тоа што тие припадници на наводно NGO секторот носеа религиска облека во собранието, односно хиджаб или зар и фередже, посебно ова Мерсиха Смаиловиќ, која што е мощна контроверзна личност. Еве да кажам дека таа беше хушкачот против заканите од исламисти на моето лично семејство, заедно со низиниот сопруг, кој е поврзан со тие радикални структури. И еве што вели член 1 од Законот за забрана да се носи зар и фередже од 51 година, кој што согласно Уставниот закон во член 5 е преземен како републички пропис и пропишува дури и кривична одговорност. По сеопшто барање на широките народни маси,
да се отклони вековниот знак на подчинетост и културна заостанатост на жената муслиманка и да ѝ се обезбеди полна рамноправност и широко учество во општествениот, културниот и стопанскиот живот на земјата, се забранува носењето зари фередже и секое покривање на лицето на жените. Оваа Мерсиха Смаиловиќ беше единствената социјалдемократка во светот кој што во времето на Зоран Заев држеше пресконференции со хиджаб. Основата на секое левичарско движење и на секое социјалдемократско, социјалистичко, комунистичко, анархистичко, сите од левиот спектар движења е жената, па и феминизмот да биде не забулена, туку одбулена. Од тука, затоа и нашите прогресивни власти во времето на Југославија, тргнувајќи против оваа културна заостанатост, како што ја наведуваат во законот, тие тоа го пропагираат. Со ова завршувам со првата точка и преостанатата половина од говорот ќе ја посветам на останатите 6 точки. Второто е дипломатското правило, односно прекршувањето на обезбедувањето ВИП личности, кој што во месец август, значи за разлика од Талат Џафери кој што беше мастер, он беше мајстор за скандали, вие го надминавте практично во 100 дена, направивте рафал од скандали и станавте можеби велемајстор. Ова е познатиот случај кој не би го елаборирал посебно, затоа што јавноста е запозната со косовската председателка Вјоса Османи, кој што спротивно, дури и на Виенска конвенција, ако сакате, одбила да го претресат багажот, па вие по спикерска директива сте го пратиле шефот на вашето обезбедување и овој телохранител ваш таму спроведувал шерифска или улична правда. И баш ми се убави сега, прекрасни ми се овие аргументи на ДПМН, да ги слушаме денеска како ќе ве бранат за репетирањето пиштол на меѓународни. Ако може само да го употребуваме целото име на политичките партии согласно деловникот. По презиме ве викам ја, почитуван заменик председател. Третото е македонскиот јазик, многу суштествена тема за кој што повеќе ќе зборуваат моите колеги од левица. Имено од свечената изјава од конститутивната седница во мај наваму, вие го прекршувате перманентно деловникот во делот на употреба на македонскиот јазик, затоа што тој не познава давање заклетва на друг јазик освен на македонскиот. Следно личното име кое што намерно не го транскрибирате на македонски јазик, согласно и новиот па и стариот закон, ако сакате, се што е напишано на албански треба да се преведе на македонски, вие името не си го преведувате, го оставате со латиница, официјално е кириличното писмо службено кај нас, ви се допаѓало тоа или не. И третото е кирилското писмо, односно двоезичноста која што ја воспостави Талат Џафери и за која што тогаш заедно со ДПМН протестиравме, но сега ДПМН се легнаа на брашното. Значи, ако може само да согласно регистарот на политички партии да ги користиме и личните имења и имењата на политичките партии. Благодарам. Се извинувам, не ме прекинувајте, ве замолувам, јас имам слобода на говор, ниту е навредливо да ви кажам ДПМН, така што ВМРО ДПМН е мој избор е како ќе ве ословувам. Значи, амандманот 5 од Уставот од 2001 година и Законот за употреба на македонскиот јазик, ќе ви цитирам само, вели на целата територија на Република Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот и неговото кирилско писмо. Македонскиот јазик не се пишува на латиница. Употребата на македонскиот јазик како службен е право и должност на граѓаните на Република Македонија. Правилната употреба на македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо во законодавната, во судската и во извршната власт се стипулирани со императивна законска одредба, односно ние правниците тоа го викаме jus cogens. Тоа нема ви се допаѓало вас или не. Тоа е законот и така треба да се применува, а она што е контроверзно е доставувањето, тоест истиснувањето свесно на македонскиот јазик, кое што оди дотаму што вие практично како да сме во некаква федерација со повеќе службени јазици, ни го доставувате во две колони. Еве ќе го цитирам членот од деловникот, вели пратеник, избран или именуван функционер кој зборува јазик различен од македонскиот, а кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, материјалите навремено ги добива и на неговиот јазик. Тоа значи ние кои не сме во тоа малцинство од 20%, не смеете материјалите да ни ги доставувате на друг јазик освен на македонскиот јазик. Следното е повредата на државните инсигнии, за кои што никој не се замара,
а тоа е законот за употреба на грбот, знамето и химната, пракса која што ја воведе Заев заедно со ДУИ и која што остана за време на вашата коалиција. Ова е системски закон кој се носи со двотретинско мнозинство и вели дека на објектот на собранието се истакнува само и исклучиво македонското знаме, затоа што тоа е суверенитетот на државата, секое друго знаме значи поделен суверенитет. Од тука знамењата на НАТО, не постои членка на НАТО која што во пленарна сала има знаме на НАТО, исто така и знамето на Европската унија е одвишок, тоа може да стои, како што стојат по другите членки, затоа што тоа е тип на некоја си конфедерација, но само откако ние ќе станеме полноправни членки на Европската унија. Можеби, заедно со вашиот коалиционен партнер, бидејќи одите на баци рака на калето, да ставите едно американско знаме, па да се знае кој е стопан во оваа држава, дури и на такво символичко ниво. Петата точка е инкомпатибилноста на функциите, кога на Талат Џафери му овозможивте 1 месец, 2 месеца, колку да биде и премиер и пратеник. Вашата одбрана беше дека така било. Тоа не е никаква одбрана, ако имало некаква пракса, праксата не е извор на правото, извор на правото се законите. Вие прекршивте покрај Уставот дури 4 закони, кои што изрично, да не ги цитирам, бидејќи се јасни, нема што да се толкува. Тоа е Законот за спречување на корупција и суди на интереси, Законот за собранието, Законот за пратениците и Изборниот законник. Сите наведуваат одредба дека не може да се биде во исто време и премиер и пратеник, а Талја дојде, си кажа дека ја нема да идам, дечки, ама ќе бидам во исто време. Како бе така? Вие што сакате, така си толкувате. Се знае како оди процедурата. Дури и укажувањето на Државната антикорупцијска комисија не го земавте во предвид. Шестата точка е антинепотизмот, кога приватните интереси превагнаа пред јавните интереси, кога со вашата сопруга ја земавте во непотребната, според нас, паралелна делегација од 6 лица, која кошташе државата скоро 18.000 евра во Вашингтон, затоа што ние веќе имавме делегација таму. Јас се обидов да ве оправдам и да не испаднам неаргументирано на говорница, но не постои таков закон кој што на сопруга на спикер дава протоколарни ингеренции, како што постои, например, како првата дама во случај да е маж председател, па неговата сопруга и слично, меѓутоа за спикер такво нешто не постои. Вие го прекршивте начелото на економичност од Законот за спречување корупција и судир на интереси, и исто така го прекршивте и нашиот етички кодекс, односно начело на буџетска и финансиска дисциплина, со што сторивте практично тешка дисциплинска повреда на Кодексот за етичко однесување. Еве само ќе ви цитирам колку за на јавноста да и биде појасно. Вели: пратеникот во своите постапки, а и вие сте пратеник меѓу другото, се води од јавниот интерес, при што не смее да ја користи својата функција за стекнување лична корист или корист на блиски лица. Пратеникот при извршување на функцијата ја почитува буџетската и финансиска дисциплина со цел правилно управување на јавните средства и нема да презема действија за ненаменско трошење на јавните средства. Токму тоа вие го направивте, да не останете покусо на Мицковски, кој што не знам зошто не ве поканил во таа делегација, вие направивте паралелна државна делегација со вам блиски лица. И последно, но не и помалку важно, се перманентното ваше прекршување на нормалната работа, односно на деловникот кој што е практично устав за пратениците. Перманентно роковите за свикување седници се пробиваат, кои што се исто така императивни, без да ја образложите причината за итноста. Проформа се координациите понеделнички, во 10 се договарате на координација, во 12 веќе не важи. Потоа полноќни сеанси се сеќавате кога со ДУИ се договаравте да го донесете законот за министерства во овие кое што бевме. Вие го толкувате постојаното заседание исто како што тоа го правеше Талјат Џафери и мислите дека можете и во 3 часот пополнок да ги свикувате пратениците. И хроничниот проблем со паркингот за пратеници, бидејќи ние сме единствените
пратеници кои што стаферите си паркираат на паркинг, а ние еве го некој ВМРО-вски бизнисмен си заградил, тука ќе гради, ќе стави генератори, ќе не рокне некој ден, ќе летнеме прекрасно сите во воздух и вие мува не ве лази. Значи има прстени на безбедност во секоја нормална држава околу ваков стратешки објект. Свадбата, реков, ќе му оставиме на недоветниот Мицкоски и ќе завршам со еден цитат на Русо, вели: кога државата пропаѓа, на преварантите и на политичарите им гарантира неказнивост за множеството нивни престапи. Ке видиме дали овие пратеници на ДПМН ќе ви овозможат денеска неказнивост и како ВМРО ДПМН. престапи. Ви благодарам.